Здраво! Ова е уште едно издание на емисијата Пријатели. А јас можам да ви кажам дека домашните миленици се најпрекрасните суштества кои што секогаш ни даваат љубов и среќа во нашите животи. А дали знаете дека звуците кои ги спуштат птиците представуваат најблиска аналогија до човечкиот јазик? Што значи во денешното издание на емисијата Пријатели ќе зборуваме за птиците. Гледајте не. Во денешното издание на емисијата Пријатели, како наш гостин го имаме познатиот охриѓанец кој е љубител на украсни птици, тој воедно и судија за украсни гулаби, Тане Србиновски. Здраво, Тане, че се задоволство ни е што присуствувате во нашата емисија Пријатели. Здраво, ви благодарам на вашата посета. Поздрав до сите одгледувачи на украсни птици и животни из Македонија. За почеток, раскажете ни нешто повеќе во врска со украсните птици. Од каде потекнуваат и кое е нивното правилно име? Значи, украсните гулаби потекнуваат претежно од Европа, значи, зависно која раса е направена и каде е стандардизирана. Значи, тоа ги има претежно во Англија, во Германија, во Чешка, ги има, значи, тоа, ево, дел на птици потекнуваат дури од Македонија, значи. Изгледот е пропишан според стандард, кој самиот одгледувач, доколку прави нова раса на птици, значи прави работен стандард и потоа тој стандард се со тек на време со работење, значи се доаѓа до тој примерок и се намножуваат на кај повеќе одгледувачи и потоа се аплицира да може да се стандардизира и во Европски сојуз, каде што таа птица би била признаена во Европа и да може да биде прикажана на другите изложби низ Европа, а и низ светот. Тане, од каде љубовта кон ова заразно хоби? Отлично прашање, значи корените на мојата љубов према птиците се потекнуваат од многу мал, значи што секога се шалам дека јас наместо со пелена сум покриен со пердув. Тоа се почетоци од мојот се нажалост покоен татко, значи тука имам слики од 74-та година јуни месец, кога ова куќа е правена, во позадина нема други куќи, сега се веќе изградени. Тој чува бели македонски автохтони раси, значи македонската масарка, значи почетоците се од тоа време, мислам, од мали носи. Се занимавав едно време и со акваристика, па предов на папагали, на екзотични птици и потоа се вратив повторно на надвор, да речем. Пошто веќе настане на голема гужва во мојот дом и морав да излезам малце надвор и продолжив со украсните гулаби и украсната живина. Поточно патуљастата живина претежно ја чувам, затоа што ми е поинтересно. Чувате разни видови на птици, па може да ни кажете дали тие се разликуваат едни од други? Па птиците, конкретно за гулабите, ако правиме, значи се разликуваат по нивната структура. Тоа го напоменам, значи јас како одгледувач и како судија за украсни гулаби се владееме според пропишан стандард, потоа што е таа книга каде што секој тип на гулаб е окарактеризиран за неговата глава, за неговата опашка, за неговите нозе, за неговите крила, гради, значи боја, комплет опис имаме, значи за таа птица, со тоа што на нашите изложби, да речем, ние добиваме една визија како таа птица изгледа, а нарочито мислам тоа се стекнува малку повеќе со дружење со поискусни лица кои така речено подолго време се занимаваат со тоа хоби или се поискусни судии, каде што ние доаѓаме до правилен изглед на таа птица и тоа го пренесуваме на нашите изложби. Во вашиот дом дека имате многу титули, па ќе може да ни го кажете значењето на секоја титула поединечно? Па, како што рековте, почнав да чувам птици и еден ден ми посакав да постигнам некој резултат. Точно, значи, со одење на изложбите, во одредени моменти, да речем, или на било која изложба, се покажа дека некои од моите птици се подобри така и имам освоено повеќе титули, значи имам тука едно мало картче кое секогаш ми е драго и редовно го посетувам и гледам каде има место за друга титула. Значи точно почнувајќи, значи од
на една од моите најдраги титули, тоа беше 2010 година, кога во Тетово ја добив за најдобар гулаб. Тоа беше фризираниот гулаб, каде што продолжив исто да ги негувам. Потоа, значи, 2011 година победник на изложбата и за прв пат се додели наградата најдобар одгледувач, што е овде касне во списанието ЗОВ излезе статија, значи за нашата изложба. Исто во Тетово имам, значи, награди од Прилеп, имам награди од Скопје во Шутка, претежно со гулабите, значи. На кој начин ја одржувате хигиената и колкав простор им е потребен на украсните гулаби? Структурните гулаби сакаат малку повеќе простор, затоа што претежно се со, да речеме, со поголеми опаши, со развиени опаши, со гаќи поголеми, значи сакаат малку поголеми летилици, додека кај гулабите летачи, да речеме, нема некоја поголема потреба, да речеме, тие се малку поситни гулаби, али сепак просторот е доста битен. Значи, како што напоменавте, а хигиената е уште побитен фактор, затоа што од хигиената започнува, значи, со хигиената се врши, значи, чистење, па се врши за паразити прскање, потоа се врши дезинфекција, значи, и одиме на вакцинација на птиците. Претежно вакцинацијата е во пролетниот дел и есенскиот дел, најпоќе, значи, кога времето се менува. Многу луѓе се скептични кога станува збор за ова хоби. Па дали може да ни кажете која е вашата љубов кон украсните гулаби? Па види, тоа доаѓа до израз повеќе пати на нашите изложби, кога луѓето кажуваат секакви своји мислења за гулабите. Значи, кај секој човек си има свој став према гулабите, но сепак треба да го разберат сите, тоа го потенциравме, значи, дека постои стандард за тие птици и не може ние да излеземе ван тој стандард, значи. Тој стандард е пропишан на европско ниво, значи во Европски сојуз и, значи, се менува од година на година. Значи, ево годинава имам сознание дека се променети, значи, околу 200 видови на птици, стандардно, значи, произмени. И тие налагања, значи, ние мораме да ги прифатиме, не уште да остануваме со старото, да речем. И треба да биде прифатено онака како што е запишано. Доколку не се владееме према запишаното, ние имаме своја визија и на некој начин одиме во чорсокак. Танеа, со каква храна ги храните овие прекрасни гулаби? Па, красните птици, значи, почнувајќи од основните житни производи, значи пченица, пченка, јачмен, значи граор, потоа му давам, значи, маслена репка, сирак, гранулат, претежно тие што се побогати, која е периодот за млади, најповеќе му даваме гранулат и по одреден дел на концентрат. Сега на одреден дел на птици просо му даваме, значи, и сончоглед. Птиците поседуваат добро развиен черепен мозок кој е одговорен за нивното однесување. Како тие го манифестираат тоа инстинктивно однесување? За тој податок, значи, најповеќе или најзаслужни птици се поштарите. Значи, тие се категорија на птици кои имаат најголемо памтење. Значи, дури луѓе се и научници, значи, пробуваат тоа да го достигнат со испитување со како функционира точно нивната GPS навигација. Значи, тие претежно се ориентираат по сонцето, се ориентираат по теченијата на водите, по патиштата, значи, тоа на некој начин го имам гледано на Discovery, кога еден професор ги откриваше нивните патишта, значи, со мини камери, со GPS навигација, каде тие птици се движат. Значи, тие имаат преголема ориентација. Еден податок што го знам, од 70 и некоја година беше, поштарот има поминато 5400 километри. Значи, тоа е еден од постарите податоци, што сега е сигурно каде произменет. А додека гулабите кои имаат манири, да речеме, значи поточно вртачите или ролери, како што знаат да ги наречат некој, тие
тие имаат свој круг на вртење, свој манири, значи кои ги прикажуваат моментно. Значи кога снека гледувачот, тој покажува дополнителни гулаби или врти, значи од одскора со свој манири врти. Македонскиот дуник поинаку има повеќе видови, значи на вртач или на ролери гулаби. Тане, вие долго време одгледувате гулаби. Дали ќе може да ни пренесете некоја интересна случка што ви се случила врска со украсните гулаби? Интересна случка? Па, сум имал повеќе пати интересни случки, да речем, со птиците, но конкретно да издвам некоја, ми се деси, значи, една изложба во Прилеп. Донесо за прв пат подни превртачи, и тие се еден вид на вртачи гулаби кои се вртат на самиот пот, не летаат. Значи тие гулаби не летаат повеќе од 40 сантима висина. Доколку ги фрлиш од повисоко, значи тој ќе се убие. И кога ги пуштив тие вртеа, и едни луѓе помислија дека тие имаат вртоглавица и дека се болни. Значи додека и реагираја. Но сепак еден одгледувач ги препозна тие гулаби, јас ги имав донесено од Војводина. Тие се точно подни превртачи и повторно сега ги видов и во Сомбор и во Босна, во Тешен. Ги имаат тие, значи тие делови таму ги чуваат повеќе тие подни превртачи. Колку често има надпреварување за птици и колкава е нивната посетеност? Надпреварување има во Македонија, значи поточно изложби, кај нас се тие изложби. Сега има изложби на украсни гулаби заедно со украсна живина, да речем, значи, има посебно и изложби за папагали, за екзотични птици и за канаринци. Значи, ние поќе не на сферата на украсните гулаби, мада кај нас, значи, во моето матично друштво Диамантски петело Тетово, пошто сум таму член, имаме љубител кој е преориентиран само на папагали, на екзотични птици. Додуше, и јас имам папагали, значи други екзотични птици, али не вршиме надпреварување со нив. Претежно надпреварувањата се во категоријата на гулабите, на украсната живина, значи тука се патилјастата живина, кокошките, крупната живина, пауните, фазаните, со тие птици. Во Македонија, значи, се организираат изложби во Тетово, поточно се последно време, значи, во Брвеница се одржуваат. И оваа година, значи, во Тетово, во ноември месец, значи, ќе биде втората државна изложба на ниво на Македонија и 10-та јубилејна на нашето друштво. Значи, за тоа ќе биде најавени, ќе бидете поканети да бидете наши гости, да тоа све од лице место го снимите. А има изложба, значи, како што кажа, во Прилеп и во Скопје, во Шутка. Значи, тие се тие три друштва моментално кои функционираме на ниво на Македонија. Дали Македонија има квалитетни птици кои што може да ги истакне во останатите земји? Па, согледно на збеднувањата и успесите кои веќе ги правиме на поле на меѓународна соработка, значи со нашите патувања, со нашите одења во други држави, како што се Србија, Босна, Хрватска, Бугарија, Германија, значи одреден дел на лица ги посетуваме тие изложби, значи доаѓаме до еден заклучок дека веќе ги примаме тие нивни искуства и ги пренесуваме кај нас. Значи, може да се каже дека напредуваме од година на година и од изложба на изложба. Значи, секое друштво дава максимален допринос да изложбата изгледа што подобра, а успехот на целата изложба е точно посетеноста. Значи, изложбата не би била изложба ако нема посетеност. Не е изложбата само одиме да се надпреваруваме или да кажеме кој има најубава птица, него тие птици ако бидат изложени треба да бидат и видени. Значи, од страна на одгледувачи, најголем дел на посетеност точно има и најмладите возрасти, значи децата, и тоа е за нас најголема радост,
и на нашите изложби почнавме да доделуваме награди за најмладите одгледувачи. Значи да на некој начин ги уведиме тие наши заменици, тие кои ќе не наследат со нашите искуства. Една таква манифестација, да речем, значи една таква мини изложба или караван кој се деси во ноември месец во Охрид, беше по моја иницијатива. Направив мини изложби во градинките во Охрид, поточно во 4 градинки, каде што на договор со директорката, значи господја Роза, успеавме да запознаеме околу 880 деца со одреден вид на украсни птици. Значи тие имаа можност да видат и папагали, и гулаби украсни, и кокошки, и во патулјаста верзија, и во крупна верзија, значи имаа прилика да видат и заморчиња, и харчаци, и зајци, и патки. Значи тие деца толку се радува што веруват ли или не, јас уште повеќе се радував. Значи тој караван точно јас го почнав во Охрид. Имам тука неколку слики кои, ако може камерата да ги регистрира. Значи тоа е како децата од најмала возраст, значи од најмалите продолжуваја. Имавме направено едно мало етно капче, значи кој во етно стил со стари работи, да исто децата мало ги видат тие алатки, да речам, кои на времето се користеле. Па имаја прилика дури да го видат, да направив едно биро кое беше со моите пехари, со моите успеси, со моите дипломи, да и тие го опипаат тоа и да посакат еден ден да ги постигнат тие значења. Значи тука беше нешто, како да ја кажам, нешто кое за паметење. Сме правеле, верували не, и изложби на ниво на Македонија, но ова ми се чини дека ми беше едно од најдрагите, нарочито дека беа запознаени најмладите. Како се оценуваат главите? Што е оно што вие како судија го забележувате за нивно оценување? Па кажав, значи за оценување на главите ние така речено имаме правилник или имаме тој пришен стандард. Значи ова е еден вид на картон кој што го пополнуваме за време на изложбата. Значи тука во тој картон се напишани, значи претежно не треба да се знае сопственикот. Значи тоа е најбитно да не дојди до судир на оценуваме лице, а не гулав, мислам, или живина. Значи треба да оценуваме живината, значи. И се става, значи, расата, бојата, полот. Има по предности. Значи на самиот гулаб го карактеризируваме со предности. Кои му се предностите ги запишуваме во него, поточно, значи пожелните особини кои што фалат како ситни детали, да речеме, на тој примерок, и негативности и грешки доколку се укажани, да мораме да му скренеме внимание на одгледувачот, значи да добиет јасна визија и според тие, значи напишани работи, значи ние имаме начин на оценување каде што донесуваме заклучок со колку бодови, значи тој примеров на експонат ќе заврши, значи почнувајќи, значи од 89 бода како не е стандарден, значи тие доколку има повеќе грешки се оди на тие незадоволни, потоа задоволителен, добар, многу добар, одличен и извореден одличен, значи тие се веќе кај нас досега една се деси да од господинот Крешимир доби еден примеров на кокошка 97 поени, која беше прогласена за најдобар експонат на изложбата. Значи се десува да претежно да се избери на најдобар експонат или кај нас во матичното друштво, значи одбираме најдиамантски петел од сите изложени примероци. Ани, на кој начин ги пренесувате птиците кога сте поканети на некоја изложба во другите држави? Тука е еден поголем проблем, да речем. Значи тука се судени со еден поголем проблем каде што граничните власти нас не третираат како шверцери. Значи слободно можам да го кажам, тоа го имам потенцирано неколку пати по јавноста на нашите изложби, по медиумите, по списанијата, значи немаме услови, мада имаме уредни покани, значи од нашите пријатели од странство, поточно од Србија, од Бугарија, од Босна, од Хрватска, редовно одиме, значи сега последно во јануар месец бев во Сомбор,
во декември месец во Тешан во Босна. Сите се љубезни, сите сакаат да дадат, може и по некој поклон, али тоа ние не можеме да го донесеме. Тука треба, значи, Министерството за транспорт и врски најверојатно, значи, да ни излези во сусрет, пошто веќе имаме формирано сојуз на ниво на Македонија, сите здруженија го посакуваат тоа, да може да се најдите на заеднички јазик, да може ние тие птици регуларно да ги изнесиме од државава и регуларно да ги вратиме во државава, пошто ако може да заприметите, ево јас имам тука една слика, ова е господинот Денис Стрелович од Србија, кога ме виде, значи ова е 2013 година, јануар месец во Сомбор, кога ме виде со шалот од Македонија, посака да се сликат. Значи, ние на овие изложби нема да биде прикажана птицата или да биде прикажан сопственикот на птицата, или значи ние ќе ја представуваме Македонија, значи. Ја представуваме Македонија на нашите манти, или да речем, има македонски знамиња, на нашите на изложбите во соседниве држави, значи и македонската застава е поставена, значи ние ги браниме тие бои. Значи ние одиме таму да ја представиме Македонија. Доколку имаме услов, значи доколку ни биде овозможено тоа, ние не мора, значи, да се плашиме да донесеме птици. Ако можеме, значи, да донесеме птици од надвор, значи може да го подобриме и на ниво, за некој ниво, да речем, квалитетот на птиците, а воедно и тие наши македонски автохтони раси кои веќе ги имаме, да ги прикажеме. Многу луѓе во Сомбор лично ми бараја, значи, македонска масарка, или тамо позната македонски ружа. Кај нас таа птица е најзастапена во Македонија, значи во поголемите дел на градови, да речеме, Македонија, и веќе се прави специјалка за македонската масарка, значи ја посакуваат луѓето, пошто е таа автотона раса на птица и македонскиот вртач, ако кај нас ги нема најдобрите применоци, каде би ги имало? Значи, доколку имаме ние врста на птица и имаме, значи, место на потекло на птицата, тогаш и ние како стандардизирана птица ќе биде запишана во стандардите на Европскиот сојуз, и таа птица утреден нашите колеги суди, значи низ ширум светот ќе ја оценуваат и ќе ја карактеризуваат по тој стандард, по тој пропишан тип. А ние сега нашите автохтони раси не можеме да ги прикажеме надвор од границите на Македонија. Дали има недоразбирање, дали треба тука сериозно мало да се поразговара, апел, значи, бараме помош да сето тоа го решиме. Значи, пред се, Македонскиот сојуз е капа на нашите мати, на друштвата, да речем, што ги имаме во Македонија. Сите се залагаме за едно. Нас ни е желба да излеземе надвор на Македонија. Ние желба. Некој успел да излези, ама може тој знае како излегол и како се врати. Пред да започнеме со емисијата, ни споменавте дека ќе ни кажете некој виц. Па дали ќе може да ни го кажете сега? Па може, пошто гледам дека во секоја ваша емисија редовно ги пратам и гледам дека обожавате вицеви, да кажете по некој виц, по некоја анекдота. Пред се сосета почит, значи, према љубителите на гулабите. Значи, не сакам да ми замерат, и јас сум љубител, значи, на гулабите. Би те запрашал дали знаеш зошто гулабар не може да најде 100 евра изгубени? Не. Па нормално не може да ги најде зашто стално гледа или во небо или по чатиите, нив ќе ги прескокне. Ви благодарам за вашето одвоено време во емисијата Пријатели. Ви благодарам и за вас што најдовте време да бидете мои гости, и би сакал, значи, апел, еве една завршеток, значи, апел до сите љубители, значи, на украсните птици, значи, нека ги негуваат и нека се приклучат према друштвата, значи, колку сме побројни, значи, ќе бидеме и pomoćни. На тој начин ќе можеме секој да си ги представиме птиците, а не секогаш да кажуваме
јас имам дома подобри. Значи, на нашите манифестации, на нашите изложби ќе може да се види, значи, и квалитетот, и добрината, и убавината на тие птици. Ви благодарам и за апелот, а сега еден подарок од нашиот спонзор Елит кафе. Ви благодарам. А заедно со вас може се слободно да се гостиме и да се напиеме по едно кафе и да се заблажи. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. По 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трапезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Епа на здравје кафе со Елит кафе. Чувањето на миленик му дава топлина и љубов на вашиот дом. Токму затоа сите луѓе кои што ќе ве посетат ќе се чувствуваат добре дојдени. Затоа, драги гледачи, чувајте домашни миленичина. Бидејќи кога ќе останете сами во вашиот дом, домашниот миленик ќе ве забавува, ќе се грижи за вас, ќе ви влее чувство на сигурност и безбедност. Тоа беше се за денешното издание на емисијата Пријатели. Гледајте не на исто место во исто време. Чао, чао. Чао, чао.